Нема пропусти во третманот на пациентката во Штипската клиничка болница, утврдила Комисијата за контрола на квалитет и етички прашања, а која вчера почина на Карил во Скопје. Стои денес во писменото известување до јавноста од клиничката болница Штип. Што се однесува до текот на лекувањето, пациентката примена на одделот за гинекологија и акушерство на 26.12.2023 година околу 10 часот и 20 минути за породување. Десетина минути подоцна пациентката колабира со ниска тензија, немерлив пулс и знаци за шок. Веднаш е внесена во операциона сала. Направено е итно породување со царски рез на бебето, кое е веднаш транспортирано на детска клиника, а поради големо количина на крв во абдоменот, четворица хирурзи почнуваат операција за спас на пациентката. Стои во писменото соопштение од клиничката болница Штип. Во известувањето од КБ Штип ги изнесуваат деталите за текот на лекарскиот третман. И покрај дадената крв и крвни деривати и операција, пациентката предоперативно, за време на операцијата и постоперативно е со тешка клиничка слика и хемодинамски нестабилна. Поради тоа, конзилиумот од двајца анестезиолози, двајца гинеколози и 4 хирурзи одлучуваат пациентката да биде префрлена на Карил, Скопје, за понатамошен третман. Во текот на вчерашниот ден, Комисијата за контрола на квалитет и етички прашања ја разгледа документацијата за случајот и утврди дека нема пропусти во третманот на пациентката. Стои во соопштението од клиничката болница Штип. Денес прашање беше упатено и до министерот за здравство Фатмир Меджити. На жалост, вакви случаи во здравство секаде во светот се случуваат овие немили настани. Знаете, природата е таква. Ние, тоа што го направив, што е моја одговорност, денеска лично од Сабајли иницира вонреден инспекцијски здравствен државен санитарен и здравствен инспекторат и кога ќе имаме конкретен извештај, тоа ќе го споделиме веднаш со вас, почитувани новинари.